Почитувани сограѓани, измина 8 години од владењето на ВМРО-ДПМН и Никола Груевски. 8 години лажни ветувања, криминал и корупција на највисоко ниво. 8 години притисоци, казни, закани, уцени. 8 години младите се иселуваат од државата, а сиромаштијата тропа на секоја трета врата. Со оваа власт, Битола станува град на стари и сиромашни луѓе. Ниту јас, верувам ниту вие, ќе дозволиме некој да уништи мојата, вашата Битола. Треба да се застани на тој пат, а Социјалдемократскиот сојуз и Здружената опозиција, заедно со вас, тоа го можат. Ја бараме вашата доверба со понуда за битолчани, автопат Велес-Прилеп-Битола, нов клинички центар, медицински, стоматолошки и фармацевски факултети, нов планинарски дом Копанки, нов фудбалски стадион под Тумбекав, набавка на 20 нови автобуси за градски и приградски превоз, зголемени и навремени субвенции кои ќе одат ке вистинските земјоделци, намалување на невработеноста со отворање на нови, реални работни места со директни странски и домашни инвестиции. Почитувани сограѓани, првиот круг на гласање на 13 април покажа дека битолчани се спремни за промени. Тоа што го започнавме, треба заедно да го завршиме. Пред нас е уште еден изборен ден, во недела на 27 април, каде што почнуваме од нула. Одлучете, дали ќе дадете поддршка на луѓето кои прават криминал со земање на провизии во кеш, или на нови луѓе кои имаат нов концепт, нова визија за Битола, нов почеток за Македонија. Ајде да излеземе уште помасовно, да покажеме одважност и храброст, да гласаме со чиста совест и здрав разум. Ве повикувам за председател да гласаме за Стево Пендаровски, за бројот 3. Со закружување на бројот 1, да гласаме за листата на претеници на СДСМ и Здружената опозиција.